крајот на август имавме 38 целзиусови степени, па за една недела пат на температурите за 10 степени, календарски ја дочекавме и есента со температури кои што и неделава ќе се движат во просекот до 30 целзиусови степени. Се во ова прави хаос во организмот. А температурните промени, сезонските вируси ги наполни амбулантите на матичните лекари. На што треба најмногу да се внимава овој период и што советуваат матичните доктори? Утрово разговараме со доктор Анкица Станоевска. Добро утро и добро ни дојдовте. Ние знаеме да кажеме до температурите и тука застануваме. Секој ден презентираме временска прогноза, сведоци сме за само еден месец од 40 степени на 15 степени, 30 степени Целзиусови. На што се жалат најмногу граѓаните периодов и кои се клиничките слики со кои што се соочувате овие недели? Па јас еве ќе се насмеам, еден мој пациент вели, докторке, како на 20 години не беше до промена на времето, а сега нели во овие години е до промена на времето. Секако дека нашите хронични пациенти се попогодени и постарата популација, меѓутоа би рекла дека некако ова лето во нашите амбуланти работата и не стивна, значи цело лето е пропратено со многу вирусни инфекции, продолжи инфекцијата со ковид, продолжија инфекциите со пертусис, односно за жал црната кашлица која што нели одамна сме ја подзаборавиле, јас така би рекла, се доведовме во ситуација да сега имаме повторно болни од црна кашлица, не помалку беа присутни гастроентероколитите, односно оние наши пациенти кои што отидоа на одмор па се вратија, така би рекла, со инфекции, со температури, така да имавме навистина полно лето работа, за да еве сега со стапување на есента и септември со нагла разлика на температурите, се наполнија нашите амбуланти и со хроничните пациенти, со хипертензиите, со вртоглавиците, односно вертигенозниот синдром, меѓутоа не помали се и јакотните инфекции кои што претходеа и претходно. Коригирајте ме ако грешам, доктор Анкица, веќе имаме впечаток дека не знаеме од што се лекуваме. Дали е во прашање настинка споменавте, дали е ковид, дали болести кои што веќе мислиме дека сме ги искорениле благодарение на вакцините од редовниот вакцинален календар, но не е така, не демантира. Така, навистина јас ќе речам е жално да во денешно време кога ги имате вакцините, вие да лекувате дечиња од пертусис и возрастни некогаш, затоа што клиничката слика е навистина тешка и лоша и вообичаено пациентите завршуваат со болничко лекување, така да нели секогаш зборуваме за вакцините, секогаш апел до мајките да ги вакцинираат редовно своите дечиња, како би ги заштителе од овие и текако непријатни болести, кои што може да имаат и далекосежни последици по здравието на детенцето. Меѓутоа, овде би кажала дека навистина се уште перзистира инфекцијата со ковид, и ако имаме мал пат на болните, нели инфицираните, но се појавуваат очигледно нови соеви, кои што како соеви се докажуваат со нели анализите кои што се во Центарот за јавно здравје. За жал во аптеките слушавте овие денови и немаше многу аптеки кои што имаат тестови за брза детекција на ковид инфекција, иако приватните лаборатории ги работат секогаш овие тестови. Дури пациентите и не сакаат многу да се тестираат, па нели убаво кажавте и не знаат некогаш нели од што боледуваат, но тука е матичниот доктор спрема прегледот, нели спрема анамнезата од пациентот да даде соодветна терапија, така би рекла, врз основа на физикалниот преглед и лабораториските анализи, сепак да нашиот пациент не дојде до компликации, затоа што навистина имаме пациенти со многу висока температура, малаксаност, болки во коските, често спуштање во долно респираторните дишни патишта, правење на бронхити и бронхопневмонии, така да секој оној пациент кој што има подраматична клиничка слика сепак да се јави кај својот матичен. Она што ајде ако можам така да го заклучам, некако и се разговара помеѓу граѓаните дека откако почна ковид пандемијата имаме зголемени вируси, зголемени настинки во лето. Ќе се согласите со тоа? Пред неколку години летата ни беа помирни или од секогаш било вака? Не, летата сепак беа помирни, значи сме знаеле во летно време, така велиме, кој ќе видиме празна чекална и да кажеме време е за одмор, нели да си ги запишат вработените одморите. Меѓутоа, ова лето на вистина не остана празна чекалната, би рекла и претходните 2-3 години, затоа што на вистина имавме премногу работа.
Значи со 200 прегледи во една смена, просто и ние се чудиме како сето тоа успеавме и да го сработиме во овие услови, затоа што навистина има многу акутни вирусни инфекции, не застануваат и бактериските инфекции. Јас ќе кажам дека во овој период имавме толку многу стрептококни ангини, јас сум од постарите доктори со 30 години работен стаж, јас волку гнојни ангини немам видено во животот до сега. Значи сето тоа се должи сигурно на опаднатиот имунитет кој што претходно кај нашите пациенти бил атакуван нели од овие тешки вирусни инфекции, од сите оние соеви на ковид кои што претходно беа присутни, така да доведува до пат на имунитетот и тука секако совет до нашите пациенти да поработат на својот имунитет. И при било каква настинка, првото нешто што го кажуваме, па знаеме, имаме веќе искуство низ годините и знаеме што не лекува, можеме да си набавиме се во аптеките и не секогаш ни е потребно советот матичен лекар. И тука сите матични лекари бурно реагираат, велат не доаѓајте кај нас на преглед без потреба, бидејќи веројатноста е голема и да се заразите во ординациите, но од друга страна купување лекови на своја рака, кое што стана пракса кај нашите граѓани е исто така проблем. Матичните секогаш велат, значи, така велам и за дечињата и за возрастните, ако само ви смрчка носот, значи имате една ринореја, не треба веднаш да се јавите во амбуланта, може да закачите и некоја друга инфекција. Меѓутоа, доколку симптомите продолжат понатаму или се работи за некое болно грло, за температура, за ова што претходно го кажавме, малаксаност, болка во коските, секако дека ќе се јавите кај својот матичен, но не одење безпотребно, бидејќи навистина нашите чекални се преполни со инфицирани пациенти и тука може да закачите во овој период бевме сведоци кога еден ист пациент има и по неколку инфекции во моментот поради опаднатиот имунитет, што навистина порано поретко сме гледале. И така да совет до пациентите, ништо на своја рака да не зимаат, значи и кај нас доаѓаат и во мојата амбуланта, дека тој имал дома еден антибиотик, па земал и почнал, некогаш, значи, прво да не изборуваме несоодветно зимањето на антибиотик во вирусната инфекција, некогаш е навистина непотребно, значи дозволете матичниот доктор да ве прегледа, врз основа на прегледот, симптоматологијата и крвната слика да одлучи дали ви е потребен антибиотикот. И најмногу кој антибиотик, значи не само да се зема она што останало дома, со цел нормално нели да се намали симптоматологијата. Пред да ја прокоментираме позитивната листа нова во аптеките, само сосем накусо ќе заврши овој циклус, можеме повторно да очекуваме празни чекални во амбулантите или одморите завршија за докторите? Што треба да направиме за да го добиеме тоа, да? Би рекла дека да, некако ние веќе изгубивме надеж дека ќе видиме празна чекална, затоа што навистина и ова лето беше многу работно и би кажала дека сепак нели пациентите во овој период ако не друго научија како се пренесуваат акутните инфекции, па сепак барем оној кој што е болен, нели да се заштитува во смисол да не ја расширува инфекцијата и често и сега гледаме во нашата чекална има пациенти кои што навистина не носат маска, нели веќе не име до маските некако им се смачија. Меѓутоа имаме и пациенти кои што кога е болен си ја носи маската и во чекална не сакајќи да им пренесе на другите, што од друга страна е навистина голема самосвест, барем кога сте болни не им пренесувајте на другите инфекција. Нови 87 лекови на позитивната листа се во аптеките. Граѓаните го поздравија проширувањето на листата. Нашето прашање е ќе се намали ли сега бројот на пациенти кои приватно плаќа за лекови? Новите лекови кои што се на листа се 9 лека, а се всушност односно 9 генерики, а тоа се 20 дози би кажала, односно толку брендови, 80-90 брендови. Меѓутоа, ова проширување на листата најде на голем поздрав од матичните доктори и она што го реков, меѓутоа, тука има и други недоречености и други проблеми што излегоа со листата. Овие лекови кои што се ставени сега 9 генерики, голем дел од нашите пациенти ги користат. Навистина ова ќе допринесе за намалување на трошоците кај нашите пациенти. Некои од лековите се движат вообичаено од 500 до некогаш и 3000 денари, така да тоа многу значи, посебно за нашата постара популација и пензионерите, каде што ќе се
олесни нели нивниот трошок во однос на лековите, но тука веднаш матичните имаат забелешки затоа што дел од лековите, односно би кажала само 2 лека се на ниво на препишување на матичниот доктор, тоа се небивилол и периндоприл. Исто така би кажала дека за жал беа ставени само едни дози од лекот. Например, лекот периндоприл го има 2, 4 и 8 и сега вие треба да му кажете на пациентот, бидејќи тој пие 8 милиграми, за жал вашата доза не оди нели во оваа нова листа, што би рекла малку дека е вон здрав разум, па нели апел до комисијата која што ги ставаше лековите и која што одлучи да се стават сепак сите дози од тој лек, затоа што не може на нашиот пациент да му речеме па ќе земеш 4 милиграми, па ќе земеш 2 таблети или ќе земеш 4 милиграми па ќе ја кршиш таблетата, што навистина е недозволиво во денешно време. Значи би матичните бараат да се стават сите дози од генериките и нешто што ние како матични имавме навистина замерка, има дел од лековите кои навистина не се потребно да ги малтретираме пациентите повторно со извештај од специјалист. Конкретно би кажала еве сартаните и фенофибратот, тој е триглитот, еве во склоп на денешниот ден за борба против покачените масноти и хиперлипидемиите. Триглидот е лек кој што се дава за покачени триглицериди, а оваа анализа во матичните амбуланти се прави секојдневно. Значи матичниот доктор е тој што ги гледа прв пациентите со покачените триглицериди. Порано не радуваше навистина многу што конечно статините отидоа без препорака кај матичните доктори, а сега еве и триглидот, меѓутоа за триглидот се бара препорака. Безпотребно е да го шетате пациентот за еден триглид до кардиолог или до интернист, го трошите, би рекла, драгоценното време и на специјалистот, кој што може многу порационално да го искористи тоа време во преглед на своите пациенти, па ние тука бараме корекција еве и на ова, нели, така да би кажале дел од препораките да бидат тргнати од овие лекови, се со цел да се непоправлив оптимисти, јас би рекла, затоа и остана во ова здравство 30 години. Секогаш се можни промени, иако некогаш навистина матичните треба да поместуваат планини, така би рекла, меѓутоа не радуваат еве сите овие, би рекла, надежи за подобрување на здравјето на нашиот пациент. И за крај, доктор Анкица, новите ликови на позитивната листа се за хронично болните. Статистиките велат дека најголем дел од пациентите во нашата држава се хронично болни. Во таа смисла, што може да направиме од аспект на превенција на вакви здравствени состојби? Многу можеме да направиме, матичните секојаш сакаат нели да прават превенција, не лекување. Благодарение на тие превенции, матичните ги знаат практично, еве, слушнавте дека и хиперлипидемиите се генетика, многу од болестите во фамилиите се генетика, а матичниот доктор е тој што ја лечи фамилијата, потомството и би рекла и најстарите членови во таа фамилија и точно ја знае генетиката на семејството, така да многу може да направи во превенција на кардиоваскуларните заболувања, но не само на кардиоваскуларните, воопшто на сите хронични болести. И токму поради тоа постојано бараме проширување на листите, проширување на ингеренциите на матичните доктори и се надеваме дека навистина и веќе има слух и Министерството за здравство и фондот, бидејќи веќе на големо сепак почна промени, би рекла. Сосема накусо, бидејќи веќе сме напред со времето, медот овој период го препорачуваат докторите, може да влијае за подобрување на имунитетот? Секако дека се препорачува. Македонија барем е поднебие каде што се произведува квалитетен и чист мед, меѓутоа посебно внимание во детската возраст, сепак на малите дечиња не се дава нели медот, посебно на бебињата, јако порано било пракса дури да и цуцето се потопи во мед и се даде на детенцето, кај малите да се одбегнува од алергиските реакции, присуството на нели бактерија во медот, но кај возрастните секако, посебно кај настинките. И ви дадовте одличен вовет. Да, денови на македонски мед и ќе споиме со уште една убава приказна околу медарството, пчеларството во источниот дел од Македонија, но за тоа веднаш откако ќе го заокружиме блокот здравје со колешката Елизавета од Прилеп. Елизавета Митровска токму така не очекува со второто линковско вклучување од